Во Словенија и Словачка, па и во други земји се ограничи точењето на горивата за физички и правни лица. Видовме во Словенија веќе 50 литри за физички, 200 литри за правни лица по возило. Дали можеме да се соочиме со слична ситуација и кај нас, посебно бидејќи потрошувачката во пограничните места, пред се со Албанија, со Србија, со Грција, таму се точи многу повеќе гориво него што е регуларно. Според премиерот тоа се околу 150.000 литри на дневно ниво. Да, 160.000 литри. Точно е, бидејќи имаме најевтина цена во регионот и логично е дека на северот, например, во Куманово, во јужниот дел на државата тоа е Битола и Гевгелија, и секако тука се Дебар и Струга, има забележано моментално поголема потрошувачка. А ние го пратиме сето тоа. За сега снабдувањето е во одлична кондиција, што значи дека има доволно деривати. Пазарната инспекција ги провери и оние 5 дена што мора да имаат резервни количини, значи сите имаат 5 дена резервни количини, што значи дека за сега нема никаков проблем со снабдувањето. Меѓутоа ќе пратиме и понатаму и ќе видиме колку овој процент, дали ќе остане ист, дали ќе се намали, како понатаму ќе се одвива. За сега нема никаков проблем со снабдувањето.